Во декември, македонската и бугарската влада во Софија ќе одржат заедничка владина седница. Премиерот Зоран Заев рече дека тогаш мешовитата експертска комисија која произлезе од договорот за добрососедство со Бугарија и која треба да придонесе за приближување на ставовите за одредени историски настани, ќе реферира до каде се со своите активности, кој е прогресот и нивните очекувања. Според опозицијската ВМРО ДПМН, владата процесот не го води транспарентно. Кои содржини треба да бидат сменети од 30-тината учебници, праша од собраниската говорница. Ние досега во историјата, и вие, и јас, и сите ние тука присутни, сме учеле дека бугарите биле окупатори. Во Прилеп има музеј. Се ќе срушиме, ќе го менуваме тоа. Значи да не навлегуваме во нешто што е факт. Ме интересира што ќе се менува. И верувајте, и граѓаните ќе интересира што ќе се менува. И сега вие од целата лепеза на прашања, на одговори кои што можевте да ми ги дадете, имавте простор да ми ги дадете, вие велите бугарски фашистички окупатор. Мисла, Куршум. Да, се извинувам, Куршум. Сега јас. Довршете, како да ви кажам, не можеме ние да менуваме историјата. Заев рече дека се ќе биде појасно по седницата меѓу бугарската и македонската влада. Јас знам дека треба да разговарат за учебници, кои што во моментот на двете страни може да предизвикуваат и редентизам, односно непријателство. Сакаме да го отстраниме колку што е тоа возможно во духот на тоа пријателство. И не е се исто дали ќе пишува бугарски фашистички Куршум или ќе пишува фашистички Куршум. Ако градиме пријателство или не. Историјата е таа и не ја менуваме. Начинот на однесувањето. Ние може да избереме да бидеме скарени уште 100 години со соседите, а може да избереме да градиме пријателство без било кој да се обидува да ја менува историјата. Односно, во духот на пријателството, редно е да се влечат и пријателски чекори за градење на тоа пријателство. Неофицијално, македонскиот експертски тим деновиве е во Бугарија.